Почитувани колеги, почитуван заменик министер, почитувана јавност. Оваа денешна наша дебата не значи односно предлогот на владата за избор на директор на администрацијата, односно предлогот Глигоров да биде Стојан Глигоров да биде Спасе Глигоров да биде директор, а не значи дисквалификација на неговата личност. Напротив, голем број од колегите се изјаснија дека не го познават и јас не го познавам човекот. Од CV-то кој што го гледам дека тој работел во општинската администрација. Претпоставувам дека нормално има познавање од областа на управување со администрацијата. Ова наша дебата е согласно вашите изјави во текот на кампањата, а и сега цело време велите дека сте против партизација и за одвојување на државата од партијата. Но како што и другите мои колеги кажаа, и јас ќе го повторам истото, се работи за човек кој што е десна рака на лидерот на СДС Зоран Заев, и од тука се нашите сомнежи дека тој ќе работи согласно принципите и согласно визијата и мисијата која што ја има Агенцијата за администрација, бидејќи таа агенција е клучен ресор со менаџирање на сите административни работници понатаму. За да ви докажам дека е тоа така, јас би, односно и на јавноста, јас би ги прочитала надлежностите кои што се на Агенцијата за администрација. Значи, согласно членот 14 од Законот за административните службеници, оваа агенција е надлежна за објавување на огласи за вработување на административни службеници, организација на постапка за селекција на административни службеници, постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, спроведување на испитот за административни службеник, испитот за административно управување, како и тестот на личноста. Покрај овие, и има и други надлежности, но покрај овие надлежности, агенцијата учествува во постапките за унапредување и утврдување на дисциплинска одговорност за сторен дисциплински престап на административни службеници во институции од јавниот сектор. Самата мисија и самата визија која што е ставена во актите на Агенцијата за администрација вели: мисијата на агенцијата е да овозможи развој и одржливост на професионални и сервисно ориентирани администрација преку примена на нов пристап за управување со човечките ресурси засновани врз компетенции. Оваа своја мисија агенцијата ја остварува преку целосно и доследно спроведување на законската и подзаконската регулатива во оваа област во Република Македонија. И сега се би било во ред доколку господинот Спасе Глигоров и сега новата влада направи, значи немаше елементарно почитување на законските норми и продолжи во континуитет за овие 40 дена да именува високи партиски функционери на клучни позиции во државата. Имено, господинот Спасе Глигоров бил член на извршниот одбор на СДС, покрај останатите, да не ги набројувам тука кои се, а и тие што се во извршниот член на СДС се исто така на високи позиции во администрацијата и министри. Услов за да стане директор, за именување и надлежност, значи условите согласно членот 16, покрај, оние кои што се општи, вели да не е член на органи на политичка партија. Во моментот, се извинувам, кога владата го именува, го предлага господинот Спасе Глигоров, тој бил член на извршниот одбор на СДС. Така да, ова ни дава за право да мислиме дека десната рака на господинот Зоран Заев, кој што доаѓа од Струмица, повторно, значи, не навлегувам во
во неговите лични капацитети, дали тој може или не може да ја води, но во прашање е принципиелноста. Она што го ветувавте на граѓаните во кампањата, устите ви беа полни со транспарентност, департизација на администрацијата. За овие 35 дена го докажавте токму спротивното. Значи, направивте низа законски прекршоци и не ги испочитувавте процедурите. Законите и процедурите не се испочитувани преку назначувањето на директорите на Службен вестник, Државниот завод за статистика, Агенцијата за млади и спорт, Државниот архив, Управниот инспекторат. Што е навистина за Управниот инспекторат, бидејќи е поднесена пријава за да ја испита целата ситуација околу назначувањето на овие директори и високи представници, преку ноќ директорот, без образложение, преку ноќ директорот на Управниот инспекторат е сменет. Во јавноста деновиве слушаме еден пратеник, еден наш колега, како вели дека ветува вработување и вели дека доколку имаат партиска книжка од СДС, да ја третираат таа партиска книжка малтене како лична карта, и таа партиска книжка од СДС ќе им обезбеди се што ќе посакаат во животот, а најмногу вработување. Ова навистина се скандалозни изјави од високи челници и високи функционери на вашата партија и сметам дека за тоа ни дава за право да мислиме дека овој господин кој што го предлагате ќе ги спроведува партиските директиви. Впрочем, и кога беше седницата за избор на заменици министри, јас потенцирав дека се надевам дека и вие како заменик министер нема да ги спроведувате партиските изјави од едно време кога господинот Заев велеше дека од чистачка до министер ќе одлучува Централниот одбор и Извршниот одбор на партијата, туку ќе се залагате за професионална и квалитетна администрација. Но приказката била толку до тука, таа хипокризија секојдневно ја откривате, се разобличува лагата која што за време на кампањата ја кажувавте дека вие, впрочем, ќе бидете за професионална и непартиска администрација. Затоа ќе ве молам да не се извртуваат тезите. Ние не говориме за Спасе Глигоров како личност, туку говориме за Спасе Глигоров како висок партиски функционер на СДС, десна рака на господинот Зоран Заев. И како што кажав, сите досега именувани кадри се партиски кадри, високи функционери на СДС, не значи ништо тоа што тој дал оставка. Јас погледнав во статутот на вашата партија, оставка се дава писмено или усно до органот кој што го избрал. Немате, претпоставувам, немате повратно од органот дали му ја прифаќа оставката или не му ја прифаќа, но најважно е тоа што додека траела седницата на владата, тој бил член на извршниот одбор. Тоа се тие непринципиелности за кои што ние говориме и сакаме јавноста да разбере и да свати дека вие цело време ја замајувате и зборувате за принципи кои што вие самите не ги почитувате. Каже колегата дека тој бил значи ги поминал сите нивоа на партиски органи, од социјалдемократска младина до, не знам, советник, председател, што е во ред, тој е член на социјалдемократскиот сојуз, но не кореспондира со изјавите со вашите изјави, со изјавите на господинот Зоран Заев, дека од сега почнуваат реформите во однос на администрацијата и дека таа администрација ќе биде непартиска и ќе биде експертска. Ние во тоа не веруваме и затоа бараме предлогот за Спасе Глигоров да биде повлечен и да се даде нов предлог. Благодарам.